Бог решава да ги погуби луѓето. А кога луѓето почнаа да се множат на земјата и ќерки им се народија, тогаш синовите Божји видоа дека ќерките човечки се убави и ги земаа кои ги сакаа за жени. И рече Господ: Духот мој нема вечно да ги одржува во живот луѓето, зашто тие се плод, деновите нивни нека им бидат 120 години. А во тоа време имаше џинови на земјата, особено кога синовите Божји почнаа да влегуваат при ќерките човечки и тие почнаа да им раѓаат, тоа се силните луѓе прочуени од старото време. И Господ виде дека лошотиите меѓу луѓето на земјата се умножуваа и дека сите мисли и помисли во срцата нивни беа зли во секое време. И се покаја Господ што го беше создал човекот на земјата, па се натажи во срцето свое. И рече Господ: ќе ги истребам од земјата луѓето што сум ги создал, од човекот до добитокот, мали гадинки и небеските птици, бидејќи се каам што ги создадов. Но Ное најде милост во очите на Господ. Бог решава да го поштеди Ное. Еве го животот на Ное. Ное беше човек праведен и непорочен во својот род. Ное живееше според Божјата волја и му се родија на Ное 3 сина: Сим, Хам и Јафет. А земјата се израсипа пред лицето на Бога и се исполни со неправда. И погледна Бог на земјата и ете, таа беше расипана, бидејќи секое суштество беше се отклонило од својот пат на земјата. И му рече Бог на Ное: крајот на секое суштество дојде пред очите мои, зашто земјата се исполни со нивните злодела и еве јас ќе ги истребам од земјата. Изгради си за себе ковчег од дрвото гофер и направи прегради во ковчегот, потоа намачкај го со смола однатре и однадвор. А изгради го вака: должината на ковчегот да биде 300 лакти, ширината негова 50 лакти, а во висината е 30 лакти. Направи отвор на ковчегот и засводи го на еден лакот од озгора, стави му и врата на ковчегот одстрана и нека има 3 ката во него: долен, среден и горен. Јас ќе пуштам потоп вода на земјата за да го истребам под небото секое суштество во кое има животен дух. Се што е на земјата ќе загине. Но со тебе јас ќе направам свој завет, а во ковчегот ќе влезеш ти и со тебе и синовите твои, и жената твоја, и жените на синовите твои. И внеси во него исто така од секаков добиток и од сите влекачи, и од сите животни, од секое суштество да има по 2, за да останат со тебе во живот. Од машки и од женски пол да бидат. Од птиците според родот нивни, и од добитокот според родот негов, и од сите влекачи според нивниот род, и од сите по 2 ќе влезат при тебе, за да останат живи со тебе, од машки и од женски пол. И земи си со себе секаква храна со каква што се хранат и чувај ја кај себе. Тоа ќе биде храната за тебе и за нив. И направи Ное се како што му заповеда Бог, така направи.